Обвинителството побара 48 часа притвор за тројца од 5 мината приведени под сомнение за поврзаност со исчезнувањето на 14-годишната Вања Ѓорчевска од Скопје. За тројца од 5 мина приведени во текот на вчерашниот ден. Јавен обвинител до Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување 48-часовен притвор, со цел да биде обезбедено нивното присуство до целосно расчистување на настанот. Јавното обвинителство и МВР ќе ја информираат јавноста веднаш штом се создадат услови кои нема да ја нарушат постапката. Ова следи откако министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера соопшти дека се приведени 5 мина, а запленет за вештачење е и еден автомобил за кој полицијата се сомнева дека е поврзан со исчезнувањето на младата ученичка. Откако Спасовски порача и да не се шират шпекулации, сега од обвинителството најавуваат најостри казни за оние кои ќе шират лажни вести за настанот која потресе нацијата. Сите шпекулации кои имаат за цел да ја компромитираат истрагата во овој момент ќе бидат најостро санкционирани. До сега во рамки на истрагата за пронаоѓање на Вања Ѓорчевска во околината на центар се пребарани сите подруми, сослушани сведоци, прегледани се видео од 50 камери, следен е сигналот на телефонот. Пребарани се манастири како и коритото на реката Вардар, а истрагата продолжува. Инаку 14-годишната Вања Ѓорчевска е висока 175 см, со кафени очи и темно кафена коса, носи протези за заби и има бемка на десната страна од лицето. Исчезна во понеделникот во утринските часови на пат кон училиштето Песталоци.